Годината 1914-та. Првата светска војна само што започната. Во Франција ранет германски војник се бори да преживее бидејќи британската војска полека се приближува. Наеднаш британците догледуваат германски војник во близина. Премногу е ранет и едва и се движи. Едноставно само си ја чека својата неизбежна смрт. Тогаш британскиот војник ја спушта пушката и се одлучува да не пука во ранетиот војник. Германецот само го погледнува и се заминува од бојното поле. Британскиот војник Хенри Тендеј декади подоцна ќе разбере дека човекот што го пуштил да си оди тој ден бил никој друг туку 29 годишниот Адолф Хитлер. Приказнава наводно е вистина, велам наводно затоа што истината е многу контроверзна и не е докажана. Тоа што го знаеме со сигурност е дека Хитлер направил неколку наводи за настанот. Тој човек беше толку блиску до моето убивање што помислив дека никогаш повеќе нема да видам Германија. Ова го кажал Хитлер кога му била покажана слика од Хенри Тендеј. Третата светска војна за малку ќе се случила и тоа веднаш после Втората светска војна во 1945 година. Британскиот премиер Винстон Черчил бил загрижен од огромната бројка на советски војни сили кои биле распоредени во Европа на крајот од војната. И перцепцијата дека советскиот лидер Јосиф Сталин бил нестабилен постоела сериозна закана за Западна Европа. Тогаш британците ја започнале операцијата незамисливо. Но планот за скоро време бил отворен затоа што војните средства кои што биле потребни за да се борат со огромните советски сили биле премали. Постоел план кој бил предложен во 1962 година и се викал операција Нортвудс, преку кој ЦИА ќе извршува вистински акти на тероризам во својата држава. Со цел да ја овинат Куба за нападите со што ќе добијат подршка народот за да почнат војна и да го отворат новото лидерство на Куба, која пред скоро време станала комунистичка. Ова операција била предложена и подпишана од GCS и Министерството за одбрана. За среќа претседателот Џон Ф. Кенеди го одбил овој предлог. Според скоро објавени документации, ниедна од овие операции не била спроведена. Страшно се помисли дека иако оваа операција која знаат луѓето е одбиена, колку други операции постојат што не ги знаеме. Втората светска војна е најсмртоносниот воен конфликт во историјата на човештвото. Помеѓу 60 до 80 милиони луѓе го загубиле животот од 1939 до 1945 година, што претставува 2,5% од целокупната светска популација. Но еден од најстрашните податоци од војната е фактот дека повеќе од 60% од луѓето што умреле биле цивили. Најмалку 6 милиони од нив биле убиени во концентрационите логори за време на Холокаустот. Но една работа која веројатно не ја знаете е тоа што јапонците имаат убиено повеќе луѓе од нацистичкиот режим. И баш како германците, тие извеле мощни нечовечки експерименти кон заробениците, вршеле тортура и канибализација на војни затвореници и робовладетелство кон илјадници жени.